Концепт Соина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог и слушателите. Концепт Соина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани мои редовни и драги слушатели на Радио Слободна Македонија, најубавото радио во боја. Ве поздравувам токму во 17 часот на овој 7 март 2016 година. Верувам дека кого наоѓам можеби во автомобилите кои покрај своите радиоприемници, можеби за време на некоја дополнителна активност. Знам дека сте тука и дека не слушате, почитувани мои, и навистина со огромно задоволство и со многу љубов ве поздравувам и ја отворам и денешната емисија Концепт Соина. Денеска ќе почнеме со еден музички блок и потоа ќе продолжиме со разговорот со мојот почитуван соговорник, кој денеска навистина има многу интересни информации да ни каже и се разбира за ќе говориме на една мощна важна тема која не само што и мене лично како човек ме окупира и одзема голем дел од мојот професионален и академски простор на интерес, туку и сметам дека генерално граѓаните на Република Македонија сочувствуваат со истата и треба и помладите да се научат и повеќе да ја разбираат, но и постарите да се потсетат и да одадеме почит на една многу важна одредница историска која што говори за помнењето на она што све зло може да се направи и колку тоа зло треба љубов да се преврти за да се исчисти она што некогаш во минатото било погрешено. Само толку за почеток, не ви откривам за понатаму за разговорот, останете со нас, се враќаме набрзо назад. Концепт Соина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Почитувани мои драги слушатели, денеска во Концепт Соина, како што малку така ви нафрлив пред музичкиот блок, говорам со еден исклучителен човек, мој драг пријател и личност која што води една мощна, значајна според мене институција, која и такако има повеќе слоевито значење и поголема димензија од можеби онаа првичната, тоест музејската. Секако зборуваме за господинот Горан Садикарио, директорот на Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија. И оттаму најпрво би сакала да ве поздравам, Горан, и да ви посакам добре дојде на Концепт Соина, добре дојдовте во Радио Слободна Македонија. Како сте? Добар ден најнапред до вас и до сите слушатели на ова радио. Ви благодарам на прашањето. Со оглед на временските услови, одлично. Токму така. Денеска овој ненаден ветар кој ни донесе ваков дожд, па и виножита гледав по патот кога доаѓав на кај радиото, сметам дека тоа еден берикетен еден така. Дождот е секогаш берикет. Да, на среќа ќе ни донесе и секако дека во овие нови циклуси, во овие нови периоди, во сите оние ентузијастички чекори кои што ги превземаме во нашите професионални како и приватни приказни, ќе ни донесе една нова, да кажам, едно расчистување на нова енергија. Секако со една многу позитивна мисла започнуваме денешната емисија. Не случајно господинот Садикарио денеска ми беше значајно да бидете дел од Концепт Соина и со моите слушатели да споделите некои сознанија кои што се повеќе или помалку познати за пошироката јавност. Во секој случај, ценам дека и доколку се говореле и на друго место и некаде, треба да се споменуваат и да се повторуваат, бидејќи има некои настани кои што не треба никогаш да се заборават, бидејќи треба да служат како спомен, како знак докаде може да се застане и што не треба да се дозволи. Највеќе како опомена. Затоа што оваа недела на 11 март во петок се навршуваат 73 години од депортацијата на македонските евреи и евреите од Македонија во логорот на смрт на Требленка. 7144 евреи или 98% од еврејската популација во Македонија од тоа време, што е највисок процент во историјата на Холокаустот. Ова е ден кој што не е само болен за еврејската заедница, ова е ден кој што е болен и за македонското општество, бидејќи се изгуби
еврејската заедница во Република Македонија. Скоро 100% финалното решение на еврејското прашање, за жал, бугарската окупаторска власт во тоа време го спроведе во име на некои сулуди идеи на нивни партнери од тоа време нацистичка Германија. Меморијалниот центар како институција е многу проактивна, не е класична институција во која што очекуваме гостите да ни дојдат. Ние сме многу по-проактивни и одиме до нашите посетители, односно ние ги посетуваме нив, за да го пренесеме знаењето за историјата на евреите, да осознаат луѓето во Македонија, посебно младите генерации, што е се изгубено. Трагедијата како трагедија се случила, меѓутоа да не дозволиме таа трагедија да се случи повторно и никому и никогаш. Затоа Меморијалниот центар оддава голема важност за животот на евреите пред Втората светска војна, бидејќи животот на евреите во Македонија не започнува со Холокаустот. Так. Она што е многу битно, а многу ретко се експлоатира во јавноста, е дека најстарата синагога во Израел се наоѓа во Македонија, односно во Стоби, која што е изградена во првиот век пред од нашата ера. Што значи дека евреите во Македонија на овие простори се присутни повеќе од 2000 години. Господин Садикарио, често пати со моите студенти кога дискутираме на темата за Холокаустот и воопшто генерално разгледуваме Втора светска војна, па ги гледаме сите аспекти на регионов, како тоа се случува и така натаму, и доаѓаме до одредени сознанија кои, значи, вака јас како академски работник, но и како човек кој што ме интересира културното наследство на мојата земја и на мојот регион, многу е чудно што во минатото речиси не се споменуваше Холокаустот. Какво е вашето сознание? Дали ги имате детектирано како и на некој начин научна институција, музеот на Холокаустот, како што рековте, тоа е проактивна институција, не е класичен музеј, туку подоцна малку ќе проговориме и за тоа. Работите на бројни проекти, имате навистина многу широка лепеза на интереси кои што ги развивате. Кој е вашето мислење во врска со тоа? Со оглед на курикулумот за образование, не можеме да се пофалиме дека Холокаустот е премногу застапен. Так. Меѓутоа, со оглед на бројот на часови кои што го имаат учениците одвоено за Втората светска војна, содржината е сосема доволна за да имаат некакви основни познавања или запознавања со Холокаустот. Тоа што е многу битно за нас како институција е дека од Министерството за образование и наука во 2013 година добивме поддршка и посетата на Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија стана дел од националниот курикулум. Значи, учениците од основните и средно образование добија задача од Бирото за развој на образование и Министерството за образование да го посетуваат Меморијалниот центар, каде што ќе ги прошират своите знаења за Втората светска војна и трагедијата на евреите не само во Македонија, туку и на европско ниво, затоа што на крајот на криштата 6 милиона евреи се убиени за време на Втората светска војна. Тоа е трагедија не само за евреите, туку тоа е трагедија за човештвото. Трагедија на човештвото затоа што како може човек да смисли такво злосторство за да убие примногу грозоморно. Тоа е и нашата поента. Меѓутоа ние тоа не го презентираме на начин на кој што го презентираме само Холокаустот. Туку презентираме приказни на еврејски семејства, на ликови кои што значеле во македонското општество, да види народот, односно да видат граѓаните и ово општество што е се загубено. Мултикултурализмот изгуби многу со губењето на еврејската заедница. Уште од прогонот од Шпанија и доаѓањето на евреите, претежно сефардите од католичка Шпанија, бегајќи од Изабела и од нејзиниот конкордат со католичката црква. Османската империја ги раселува еврејските доселеници најмногу во делот од југоисточна Европа и тие се активен сочинител во османското општество. Тие носат со себе голем број на алатки кои што дополнително на осмалиите им помагаат, бидејќи тие од источните краишта носат голем број на хигиенски помагали и други знаења кои што Западна Европа ги немала како можност. Она што Шпанија го загуби, го доби Балканот. Токму така. Се донесоа медицината, науката, печатниците се донесоа на Балканот. Има митови и теории дека евреите го донеле со себе и механизмот за пушките.
Вистина. Така да, тоа се работи на кои што ние како во слободно време во меморијалниот центар пробуваме да најдеме некаков си линк покрај она основната задача која што ни е истражувањето за трагичните настани од Втората светска војна, меѓутоа секое слободно време и секој податок кој што го добиеме, кој што се однесува на животот на евреите пред Втората светска војна, пробуваме што подлабоко да го ископаме за да го склопиме мозаикот кој што за жал фали. Во Македонија 140 на преживеани има, добар дел од нив се иселуваат помеѓу 48 51 година, денеска еврејската заедница брои 200 членови, така да тие 50 на кои што остана добар дел и не пренесува знае. Така, дури дали имале можност да едноставно се беа темата. затворени во својот круг и приказните за своите предци, за трагедијата на нивните фамилии се кажува меѓу себе, исклучиво на ладино јазик, за помладите генерации да не слушнат за нивната болка и за нивната трагедија. Со тоа се изгуби добар дел од историјата и на нашите фамилии. Но она што би можела јас да го забележам, господина Садекарио, од кога сум освестена, од кога действувам, од кога се надоградуваме, дека еврејската заедница е исклучително компактна и исклучително креативна. Иако, значи, е мала заедница во однос на останатите религиозни заедници во Република Македонија, е доста продуктивна. Бидејќи, колку што можам да се сетам, добро се сеќавам, 2001 година го донесовте Ели Визел во Македонија. Тоа беше навистина откровение за тие кои што знаат кој Ели Визел, што значи Ели Визел, која величина е Ели. Толку така. Исто така и соработката, ми се чини со Вашингтонскиот музеј, значи бројни светски имиња, значи од Пледо Ајето на како би нарекле тешкашите во академска смисла, вие ги донесовте и сте во постојан контакт. Тоа е многу афирмативно. Основна цел и на еврејската заедница на меморијалниот центар е промовирањето на еврејската култура и религија. Ние сме само 200 души, имаме синагога во склоп на еврејската заедница, меѓутоа немаме рабин. Така да користиме секоја прилика кога е некој од тие тешкаши кои што ги споменувавте во регионот да го донесеме и во Македонија, да му презентираме што ние како еврејска заедница работиме и каква соработка имаме со сите верски заедници, посебно со владата на Република Македонија и каков однос има владата на Република Македонија кон еврејската заедница. Ние сме посебно горди со помошта на владата и носењето на законот за денационализација кој што овозможи изградба на меморијалниот центар, меѓутоа многу ретко кој знае дека владата на Република Македонија во 2000 година помогна финансиски да се изгради и синагогата која што денеска имаме. Бидејќи се соочивме со финансиски проблеми, фалеа некои си околу 7000 марки тогашни, ако добро се сеќавам. Се обративме до владата и без никаков поговор, уште утредента стигна одговор дека со задоволство ќе помогнат да се заврши синагогата, за да можеме да ја отвориме на 11 март 2000 година. Јас би сакала малку подоцна да споменеме некој дел од некои од активностите кои што еврејската заедница ги направи во склоп со носењето на законот за денационализација и активностите кои што допринесоа до формирањето на фондот на жртвите од Холокаустот, кои што веќе немаат ни свој наследство, ни кои што немаат на кого да остават тоа што си го стекнале, што го поседувале, но ќе го оставам тоа за малку потоцна. Би сакала уште едно кратко подпрашање пред да направиме пауза за реклами, а тоа е, господин Садекарио, како е да се биде потомок на еден толку страден народ? Како се чувствувате вие, бидејќи работите, јас ве знам и како млад и во еврејската заедница, со младинците евреи, сте биле многу активен целиот свој живот на ова поле. Какво е чувството? Едноставно, за да можат и моите слушатели да разберат за што говориме тука. Еве вашето лично искуство, ако не ви е тешко да го споделите. Малце проблематично прашање. Значи, од кога сум свесен за себе, знам дека сум дел на еврејската заедница. Иако несвесно сум одел таму без да знам зашто одам. Значи, секој петок татко ми ќе свирнал на улица, јас сум морал да си одам и цело мало ми се смееше, ајде ти у еврејска иди. Еден ден татко ми ги зема сите мои пријатели и другари од улица и ги однесе во еврејска заедница да видат што правиме ние таму. Сите беа воодушевени. Игравме, учевме песни,
се дружевме, игравме и жмурки, постарите ќе прочитаа некоја молитва, ќе кажеа молитва за шабат, ќе се запалеа свеки. Јас не бев свесен дека присуствувам на чествување на шабат. Так. Тоа го осознав многу подоцна. Меѓутоа, кога растете во една таква средина во која што и општеството ве прифаќа дека ајде да кажеме различен. Не сум сосеќал никогаш дека сум различен. Меѓутоа, сум одел во еврејска заедница каде што не доаѓале сите мои пријатели. Енергијата која што има во еврејската заедница е нешто посебно. Барем за мене. Јас ќе бидам секогаш дел од таа еврејска заедница и ги информирам, ги едуцирам и децата дека треба да бидат дел од таа заедница. Така да Како велато на човекот што припаѓа некаде, му припаѓа и на целиот свет. Тој што не припаѓа никаде, не припаѓа никаде. Никому не припаѓа, така е. Така да. Имаме голема среќа ние во Македонија што никогаш не сме осетиле антисемитизам. Тоа е голем бенефит и кога ќе дојдат тие тешкаши за кои што зборувавме, или Визел, или представници на светски или европски еврејски конгрес кои ќе прашат каква е ситуацијата по однос на антисемитизмот, кога кажеме во Македонија нема антисемитизам, остануваат збунети. Секогаш кога ќе дојдат, ќе влезат во музеи, каде е полицијата? Ќе дојдат во еврејска заедница, каде е полицијата? А зашто би ни требало полиција? Ние сме дел од ово општество и се осеќаме многу сигурно, нема потреба да се двоиме и да се браниме од сопствените сограѓани. Токму така. Ќе проговориме понатаму уште повеќе. Почитувани слушатели, тоа е господинот Горан Садикарио, директор на Музеот на Холокаустот во Скопје, сместен во Република Македонија. Сигурно сите добро знаете. Ве поканувам за една кратка пауза за реклами и се враќаме повторно назад. Концепт со Ина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Почитувани мои, говориме за депортацијата на македонските евреи за време на Втората светска војна во логорот на смртта Треблинка во Полска. Од она што можеме како општи информации да ги извадиме или да ги добиеме во однос на депортацијата на евреите од Македонија, е дека истата представува организиран настан од страна на владите на фашистичка Бугарија и нацистичка Германија со цел систематска елиминација на еврејското население од така наречените новоослободени територии од страна на бугарската власт. Оваа депортација представува дел од општиот план за депортирање на евреите од сите новоослободени територии. Оттаму, како што веќе ни кажа господинот Садикарио, сите евреи од Македонија биле депортирани во логорот Треблинка во Полска, каде што биле задушени во гасните комори. Оттаму не се вратил никој. Нема останато ниту еден сведок да ги прераскаже стравотиите на уништувањето на еврејското население од Македонија, а единствен сведок за овој грозоморен, необјасниво одвратен чин се секако документите кои ја докажуваат судбината на македонските евреи. Како што рековте, господин Садикарио, повеќе од 7.000 евреи се депортирани, вклучувајќи го делот на Егејска Македонија, како и тракискиот дел со околу 11.400... 393, така. Според податоците кои што ги имаме од октомври 1945 година, на територијата на денешна Македонија остануваат само 419 лица, а заедницата потоа нели се намалува, како што кажавте и вие, со оние селувања кои што се во веќе формираната држава Израел, на околу 200. Она што ме интересира сега, сакала да ве прашам, како се случи синергијата на доаѓање на идеја да се создаде музеот? Тоа идеја од средината, почетокот, односно средината на 80-тите години, идеја која што преживеаните од Холокаустот, постарите членови на еврејската заедница, ја дискутираа на состаноците во еврејската заедница, дискутираа со своите пријатели, видни академици, посебно би го истакнал тука господинот Иван Дејанов, академик Иван Дејанов, кој што беше и првиот председател на Македонско-израелско друштво на пријателство. Си имаш идеја да се направи нешто во спомен и сеќавање на тие 7200 евреи. Нивната идеја беше да се отвори, да се направи некој паметник како споменик или да се направи една спомен соба во која што ќе бидат, ако ништо друго, барем испишани имињата на депортираните. Меѓутоа, со носењето на законот за денационализација, оваа идеја беше представена пред владата, авторитетите во Република Македонија,
И не можам да кажам за чудо, меѓутоа беше многу добро прифатена. Се преде кон реализација, се преточија тие предлози во законот, има посебна одредба која што ги третира имотите на евреите без правни наследници убиени, насилно протерани од Македонија убиени во Треблинка, и тоа е еден заеднички проект на еврејската заедница и владата во Република Македонија, изградбата, односно формирањето на фондот со единствена обврска изградба на меморијален центар и нормално негово менаџирање за да се прикаже и представи историјата на еврејската заедница во Република Македонија, меѓутоа и во регионот, бидејќи во меморијалниот центар на Холокаустот не се фокусираме исклучиво на трагедијата и животот на евреите во Македонија, туку го представуваме сефардскиот живот кој што за жал го нема на Балканот. Значи во меморијалниот центар ќе прочитате и за еврејската заедница во Софија, во Ниш, во Белград, во Сараево, во Солун. Така да едукацијата која што ќе стекнете и знаењата кои што ќе ги добиете во меморијалниот центар не ве ограничуваат исклучиво на просторот на денешна Република Македонија, туку ние отидовме малку и подалеку, бидејќи трагедијата на полските евреи, трагедијата на германските евреи, трагедијата на унгарските евреи, на француските евреи е доста позната и истражувана. Меѓутоа трагедијата на сефардските еврејски заедници од Балканскиот полуостров се тема која што допрва сакаме да ја презентираме пред меѓународната јавност. Така да тоа беше идејата зашто не се фокусиравме исклучиво на Македонија, туку да презентираме една поширока информација за трагедијата на сефардските евреи. На 10 вечерта на 10 или пред 11 март, пред точно 73 години, се случи големиот, како да кажам, големата акција на бугарскиот окупатор, во кој од македонските евреи од Скопје, Битол, од Штип беа собрани во монополите и беа по известно време испратени во логорот на смртта Треблинка. Вие на овој датум, секоја година, чествувате во спомен, значи, на ова трагично уништување на македонската еврејска заедница за време на Втората светска војна, па кажете ни какви се подготовките за оваа година? Подготовките веќе завршија, значи ние веќе влегуваме во реализација. Како и секоја година еврејската заедница комеморативните активности ги започнува во Битола и во Штип, во спомен и сеќавање на жртвите од овие два града, бидејќи за жал денеска ниту во Битола, ниту во Штип нема ниту едно еврејско семејство. Сите сме во Скопје и на 11 март главните активности се случуваат во Скопје. Оваа година ќе ги започнеме активностите на 9 март, се извинувам, во Битола. Со тоа што имаме специјална програма, бидејќи оваа година, минатата година, конкретна годината во декември, подпишавме меморандум за соработка за реставрација на еврејските гробишта во Битола. Тоа се гробишта кои се основани 1497 година или 5 години по доаѓањето на евреите од Шпанија на Балканскиот полуостров и се најстари сефардски гробишта. Договорот го подпишавме со амбасадорот на Израел, со градот Битола, со невладино здружение кој што граѓанска иницијатива од Битола, колку што слушнав дека Министерството за култура се придружува кон овој меморандум, така да ќе имаме една презентација на еврејските гробишта во Битола, како ќе изгледа целиот тој меморијален парк еврејски гробишта Битола. Секако ќе посетиме и детската градинка Естреја Овадија Мара, која што го носи името на починатата народна хероина еврејка Естреја Овадија. А во Штип исто така ќе имаме пригодна свеченост и програма која што ја организираме заедно со градоначалникот на градот Штип, господинот Захариев. Во Скопје вечерта на 10 ќе имаме една многу интересна изложба. Изложбата е посветена секако на Холокаустот, меѓутоа е продуцирана од израелски уметник кој што е роден во Скопје на 4 март 1943 или 7 дена пред депортациите. Од архивите кои што ги прегледавме, последниот запишан евреин кој што роден во Скопје во матичните книги на родени во еврејската заедница е Мордекај, не можам да се сетам на презимето, роден на 5 март, меѓутоа фамилијата на Матитјау Грумберг в 42 година заминува од Скопје во блиските села и се крие во еден од млиновите. И така го преживуваат Холокаустот.
Матитјао Грунберг станува еден од познатите израелски уметници, дури му учествува во изработката на албумот на Битлси и изложбата која што он ја креира посветена на Холокаустот, успеавме да ја донесеме во меморијалниот центар заедно со господинот Матитјао. Истата ќе биде презентирана пред меѓународната јавност и изложбата ќе седи некаде околу 2 месеца ќе биде присутна во меморијалниот центар, така да ова е една отворена покана до сите слушатели да дојдат да го видат меморијалниот центар и да ја погледнат изложбата на еден од преживеаните од Холокаустот, роден само 7 дена пред депортациите во меморијалниот центар кај нас. Исклучителна можност и се надевам дека и моите слушатели, јас обврзно ќе бидам посетител и ќе уживам во убавите оние можности кои што ќе ни ги пружи музеот на Холокаустот и нели на еден достоинствен, на еден многу продуховен начин да се обележи 11 март 1943-та. Концепт со Ина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, повторно сме назад на Концепт со Ина. Денеска разговарам, како што веќе многу добро знаете, со господинот Горан Садикарио, директор на Меморијалниот музеј на Холокаустот во Македонија, значи стациониран во Скопје, во старото еврејско мало, во еден од најубавите делови, ми се чини, во Скопје. Јас, господин Садикарио, морам да ви кажам, не знаев дека на тоа место било еврејското мало кога бев дете, но бидејќи бев пасиониран свирач на пијано и одев често пати во музичкото училиште што ви од спротива, и знам дека тој простор таму ми бил особено интересен. И мислам дека можеби вака сега звучи малку поетично, но мислам дека таму многу деца трчале на начинот како што ние сме трчали, сме играле помеѓу часовите, и еден простор кој што беше, да речам, некако запустен и исфрлен некако од аортата на градското живење. За потоа од 2005 година кога беа ставени темелите за изградба на музеот, па со официјалното пуштање во 2011 година, овој простор навистина не само што се оплемени, туку и доби една, така да речам, нова содржина која што говори за она што вие веќе го споменавте, тоа е како никогаш да не се заборави, значи паметник за иднината, но и за израз на вистински мултикултурализам, бидејќи веднаш до музеот на Холокаустот се наоѓа една исто стара православна црква, малку подале има една или две месечини муслимански џами, и тоа е еден отворен простор каде што се движат различни етнички, верски и национални структури, и навистина доста позитивен простор би можела да речам. Само имам едно прашање вака. Тоа е мини Скопски Јерусалим. Баш така, да многу добра формулација, токму така, вака закрилена од Скопското кале. Ме интересира, дали ќе ставите менорах пред, како еден, да кажам, пред музеот или некаде во близина? Мислам дека Скопје, тој простор заслужува еден еврејски символ кој што би требало да го краси музеот, едноставно, не знам и да го значи. Тоа е моје мислење. Сега не знам дали сум во право или некако. Добре, ќе откриеме дека паркот кој што е пред меморијалниот центар, кога ќе запролети доволно, чекаме да видиме дали температурите ќе паднат, планираме од цвеќе и ниска трева, односно ниска живограда, да исцртаме логото на меморијалниот центар, а тоа е менората со Давидовата звезда. Вистина? Да. Добро. Еден убав споменик да ставите пред музеот, еден предлог од концепција. Навистина мислам дека таму би било убаво. Пред меморијалниот центар се подигна споменик лани за Јом Хашоа, за денот на востанието во Варшавското гето. Така. Тоа е споменик во спомен и сеќавање на депортацијата на македонските евреи, и се наоѓа точно на влезот пред платото на меморијалниот центар. Така да мислам дека споменици доста е пред меморијалниот центар, затоа што ќе се изгуби поентата. Споменикот ќе го одземе здивото до она што треба да го доживеете внатре во меморијалниот центар. Значи, споменикот е еден хинт што можете да очекувате кога ќе влезете во меморијалниот центар, а да не ве опчини премногу, за да не се изгуби драшта со самата посета на меморијалниот центар. Така да сметаме дека е доволно добро застапена меморијата на улица. Так. Затоа што не секогаш секој може да дојде за време на работното време на меморијалниот центар, не секогаш секој знае кога проаѓа поред каков објект проаѓа, меѓутоа кога ќе го види споменикот, кој ќе види Давидовата звезда и кој ќе види приказната на децата кои што си ги бараат своите најмили, кои што се депортирани и убиени, му станува јасно за каков објект станува
станува збор. Така. Добро, сега би сакала да ве прашам за покрај за тековните активности кои што ги правите катадневно, кои што се нели активни во вашата институција. Дали доаѓаат луѓе, дали ве бараат, дали на пример некој од потомците на нели на оние преживеаните или на некој од загинатите трагично починатите евреи во логорите на смртта за време на Втората светска војна. Какви искуства имате во вашето долгогодишно работење со музеот? Да се најдат потомците или да се најдат преживеаните во денешно време е и тешко, меѓутоа и лесно. Затоа што преку глобалните социјални мрежи лесно се пренесуваат информации. Она што е многу интересно, бидејќи начнавте темата, минатата недела добивме еден мејл од господин од Венецуела, кој што ни кажа дека неговиот татко е преживеан од Холокаустот, роден во Скопје, бил заробен заедно со неговата фамилија во Монополот и биле ослободени благодарејќи на фактот дека таткото имал шпанско државјанство, односно имал шпански пасош. Денеска господинот Аврам Сапорта дојде во меморијалниот центар и ни ја раскаже неговата животна приказна. Она што тој ни го раскажуваше беше претежно за животот пред. Буквално за оној джагор и она врева врвулица по тие тесни сокачиња од деца, како преминувале во туѓи дворови, како краделе јаболка, па како ги фаќале комшите, па како имале проблеми со комшите. Меѓутоа, кога стана збор за трагедијата и она што се случувало во Втората светска војна, едноставно човекот се блокираше. Имаше голема желба да го посети Монополот. Обезбедивме и голема благодарност и до Тутунскиот комбинат Скопје, кој што секогаш не излегувал пресред за вакви случаи, меѓутоа едноставно човекот рече јас нема да можам да издржам. Тоа се животни приказни кои што човек кој што не се занимава со темата многу тешко може да ги разбере. Тоа се приказни кои што треба момент за да го отвориш човекот да ти ја раскаже приказната. Ако гутнеш моментот, ќе се затвори, нема да ја дознаеш. Значи, ние денеска го изгубивме цел ден да го расположиме за да Аврам Сапорта ни раскаже неговата приказна што се случило во Монополот. Во која соба спиеле, со кого се биле заедно, како успееле да излезат. За на крај да излезе дека председателот на управниот одбор на фондот на Холокаустот, господинот Благој Младеновски, исто така преживеан од Холокаустот, роден 41-а, дека заедно биле на истиот брод 48 година кога се иселиле за Израел. Дека фамилијата на Благој Младеновски, која што од Израел се преселила во Венецуела, живеела заедно со господинот Сапорта. Па од Венецуела се преселиле заедно во Мајами. Значи тоа е една извонредно животна лепеза, еден мозаик кој што треба да го најдеш моментот за да ти се отвори, за да го склопиш мозаикот. Спротивно ќе остане раштркан пазлот и никогаш нема да можеш да се склопи. Оно што е многу битно за нас е што господинот ги има сите три пасоши. Го има својот пасош како шпански државјанин од 43 година, на својот татко и на својата мајка. И вети дека повраќањето во Мајами истите ќе ни ги прати да ги имаме и да бидат изложени во перманентната поставка на меморијалниот центар. До такви приказни ретко доаѓаме, меѓутоа ги слушаме. Многу е тешко да кога ќе стапиш во контакт со луѓето кои што го преживеале Холокаустот и Втората светска војна, да се отворат и да раскажат приказната. Или едноставно немаат коментар, или ќе треба да поминат неколку години па да они да ја раскажат на втората или на третата генерација, па ние да ја дознаеме приказната од третата генерација. Меѓутоа тоа не е изворна приказна, тука е прераскажана. Така да тоа е она со кое што ние во моментов се бориме за да дознаеме што се случувало, каков бил стварно животот пред Втората светска војна, каков бил животот на евреите за време на Втората светска војна и нормално секоја животна приказна по Втората светска војна. Во овој момент, бидејќи разговараме на темата за прибирање на документи, артефакти, приказни, би апелирал до сите слушатели да дојдат во меморијалниот центар, да раскажат приказна доколку знаат за некој нивни еврејски пријател, сосед, другар од училишна клупа кој што е депортиран и убиен. Доколку имаат слика, да ја дадат својата слика за да можеме да ги овековечиме, за да тие луѓе не бидат само бројка, статистика, име и презиме, туку да тие биле луѓе со име и со презиме, со
со датум на раѓање, за жал, датум на умирање е на сите ист. Март 43 година. Кога беше вашата колешка од музеот, господјата Маја Суша, пред извесен период, и кога дискутиравме на оваа тема, таа кажа за една сторија за мајката која што си ги гледа трите генерации како умираат пред незе во самиот, нели, во логорот на смртта. Значи, мајката која што родила деца и тие деца родиле деца и тие деца родиле деца, 3 генерации пред очите во еден момент скаснуваат. Сето тоа, господине Садикарио, остава простор во овие бурни времења, би ги нарекла, во кои што живееме во еден сеопшт метеж, каде што се судираат доброто и злото, каде што катадневно гледаме локални конфликти кои што може да прераснат во нешто повеќе од локално, како и големиот број на бранови бегалци кои што бегаат од кризните жаришта од Блискиот Исток, бараат пат и начин да може би треба навистина да ги отвориме срцата и умовите малку повеќе, да излеземе од онаа рамка на страф и на непознавање, иако ние како македонско општество се одликуваме со топлина и со разбирање, отстапуваме од она класично правило, но сепак неприликите, економската нестабилност и многу други фактори кои што на внатрешен или на надворешен план не плашат, не стреснуваат, создаваат да градиме бариери свесни или несвесни. И тоа може би вака добро би било да почесто да го афирмираме, да говориме за тие теми, бидејќи навистина линијата помеѓу животот и смртта е многу тенка, а некогаш за миг некоја ситуација може навистина, како што видовме за време на Втората светска војна, тоа јас, повторно ќе ви кажам, со моите студенти го дискутирав сега, скоро беше, велам, всушност теоријата на фашизмот и на нацизмот практично ја смисли англиски филозоф во 19 век, која што се темелеше на расна нетрпеливост, и то прво евреите ги таргетираше како злото на светот, така натаму. За потоа таа иста филозофија по неколку декади да најде сосема погодно тло кај еден шизофреник, како што беше Адолф Хитлер, кој направи од тоа една цела државна конструкција која што беше дели преточена и во закон, како што бе, например, тоа го оставив за крај. Тоа е една од основните цели на меморијалниот центар, преку едукацијата за случувањето од Втората светска војна, да ги спремиме младите генерации да распознаат девијантна појава во општеството. Да можат не само да ја распознаат, туку и да ја спречат. Превенцијата од дискриминацијата е завршена работа. Токму така. Кога некој ќе види дека послабиот е угнетен, дека е малтретиран од своите другари, затоа што е различен по било каков основ, треба да застане во негова одбрана. Бидејќи ако премолчиш, како што вика Ели Визел, кога молчиш, а гледаш дека некој угнетуван, не му помагаш на тој што е угнетуван, му помагаш на тој што угнетува. Токму така. Затоа треба да се застане на нозе и да се каже не, ова не е појава која што треба да биде толерирана во општеството. Бидејќи оваа појава нема да донесе ништо добро, туку само ќе го разнебити општеството, ќе дојде до појава на ксенофобија, ќе дојде до појава на дискриминација, ќе дојде до појава на шовинизам и исклученост. За крајниот ефект да биде или етничко чистење, или, за жал, војна. Концепт со Ина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, еве сме повторно назад на Концепт со Ина. Денеска навистина не осетивме, ми се чини, емисијата како помина. Господина Садикарио, тоа благодарение на вас и енергијата која што ни ја донесовте, навистина она што било како припреми досега и оваа недела, нели, се до 11 март, кога официјално, нели, ќе се заокружи чествувањето на споменот на македонските евреи кои трагично загинаа во логорот на смртта Треблинка во Полска во 43-та, како што веќе кажавме. Би сакала еве вака сега за крај, бидејќи кажавме така повеќе аспекти на вашата работа, да ни кажете нешто за вашите активности, вашите планови, вашите пораки. Па, она што е многу битно е што во моментов заедно со Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образование почнавме проект со наслов Холокаустот низ призмата на детските очи, и ова ќе биде 4-та година поред како го организираме заедно со Министерството за образование. Значи во тек
е конкурс кој што се однесува на креирање на ликовни творби како денеска децата од денешна перспектива го гледаат Холокаустот, пишување на есеи на темата Холокауст, како и креирање на дигитални содржини со нивните мобилни телефони за животот на евреите пред Втората светска војна, за време на Втората светска војна, репресиите кои што ги имале, како и самите депортации, или па може да направат и филм, кратка сторија за некои од преживеаните што се случувало со него и неговиот допринос за денешна Република Македонија. Она што е многу битно за меморијалниот центар е што во април, 3 април, ќе имаме собствена изложба која што ќе изложиме во Треблинка, која се однесува на депортацијата на евреите од Македонија во логорот на смртта Треблинка, а во месец мај во соработка со Министерството за култура на Република Македонија и Министерството за надворешни работи ќе ја презентираме изложбата соочување со минатото цивилна храброст во опасни времења, која што ја реализиравме заедно со Институтот за национална историја на Македонија, Институтот за културно и духовно наследство на албанците од Македонија, еврејската заедница, секако меморијалниот центар, и таа ќе биде изложена од 10 мај до 20 мај во Њујорк, а веќе од 11 до 15 мај ќе биде презентирана во македонската амбасада во Соединетите американски држави во Вашингтон. Во организација и во припреми сме на 2 големи меѓународни семинари, едукативни за професори. Едниот ќе биде во првата половина на мај, а втората ќе биде во последната недела во јуни. На вториот семинар наш партнер ќе биде Меморијал Ел Ашоа, тоа е институција иста како Меморијалниот центар, само од Франција, и ќе биде таргетирана, ќе биде посветена исклучиво на професори и на истражувачи од Македонија и од соседна Грција. Бидејќи Холокаустот е една од допирните точки кои што не спојуваат, тоа е трагедијата на евреите од Тракија, денешна Грција и Македонија. Навистина импресивно и навистина многу активности кои што верувам дека ќе зборуваат многу и за вас како главен протагонист на институцијата која што ја предводите, но и вашиот тим. Ви посакувам многу успеси, господине Садикарио, да сте здрави и живи и да одите само напред, да не отстапувате од целта, да никогаш да не се заборави мотото на македонските евреи на музеот на Холокаустот и да се видиме во некоја следна прилика. Ви благодарам многу за можноста да почествувам и да гостувам во вашата емисија. Ни беше чест. Драги мои почитувани, сега на овој начин ве отпоздравувам и ви посакувам успешна работна недела. Недела исполнета со многу љубов, многу позитивна и среќна мисла, и до слушањето следниот понеделник во истото време. Радио Слободна Македонија е трговско радиодифузно друштво. Јас сум доктор Иванка Додовска, уредник и водител на емисијата Концепт Соина. 7 март 2016 година е денешниот датум, продукција Радио Слободна Македонија. Останете ми здрави и живи. До слушање. Концепт Соина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог кај слушателите. Концепт Соина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.